Питомците од летниот кампус 2014 во координација со Црвениот крст на Република Македонија и локалната самоуправа на општина Неготино. Денес на Центарот за луѓе со пречки во развојот Порака Неготино му донираа еднодневна ужина и други подароци од сите припадници на овој меѓународен проект. Оваа активност, која е дел од цивилно-војната соработка, применувајќи го принципот на директно учење низ искуство, инволвираше тим од 12 питомци од Република Македонија, Обединетото кралство, САД, Бугарија, Косово, Црнагора, Турција, Босна и Херцеговина и студенти од факултетите од Република Македонија. Со оваа активност, учесниците на летниот кампус на дело ја покажаа својата хуманост, а воедно и ја зајакнаа довербата кај местното население во воениот персонал, демонстрирајќи високо ниво на свесност на војната организација за реалните потреби на заедницата. Хуманоста е дел од нашите активности. Трета година поред го посетуваме дневниот центар Порака Неготино за време траењето на летниот кампус. Учесниците од Македонија и останатите земји учеснички, Соединетите Американски држави, Велика Британија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Турција и Германија во соработка со Црвен крст Неготино ја реализираме оваа хуманитарна акција, која прерасна како традиционална активност на летниот кампус. Се донираат пластични шишиња за рециклирање, дневна ужина и дел од репрезентативниот материјал на Воената академија. Кој што кажав, хуманоста е дел од нашите обврски. Истовремено питомците и студентите организирани во мултинационални тимови во изминатите 2 дена реализираа голем број активности, меѓу кои и тактичкиот борбен тренинг со оклопно возило Хермелин, извежбување на процедури поврзани со импровизираните експлозивни направи, извежбување на пристапот за минувањето и останатите процедури поврзани со операциите со хеликоптери, цивилно-војната соработка, нуклеарно-хемиско-биолошкиот тренинг и медија тренингот на основно ниво. Во текот на вчерашниот ден летниот кампус 2014 беше посетен и од австриското одбранбено аташе акредитирано за Република Македонија, подполковникот Мартин Шисер, кој лично се информираше за сите активности на овогодинешниот летен кампус.